Во последниве 3 дена бевме во 3 различни општини низ изборната единица 5 и како влегувавме во различни куќи, семејства, станови, секаде ја слушавме истата приказна, истата мака. Во секое семејство, барем еден член веќе беше заминат од Република Македонија. Најголемиот дел од нив заминале заради тоа што не можеле да најдат работа, но исто така голем дел од нив заминале заради тоа што работата во Република Македонија им нудела плата и им носела дома плата со која не можеле да го прехранат, ниту да го создадат своето семејство. Груевски и ВМРО ДПМН имаат 10 години да го променат ова. Имаат 10 години да обезбедат пристоен живот за младите, за сите граѓани во Република Македонија. Наместо тоа, тие избраа да ја градат најголемата партиска зграда на Балканот. Наместо тоа, тие избраа да ја направат најбогатата партија во Европа, злоупотребувајќи ги парите на граѓаните и крадејќи ги парите од буџетот. Затоа на 11 декември граѓаните на Република Македонија и на изборната единица 5 носат одлука дали ќе продолжат со овој живот како до сега, дали ќе продолжат со ваквото криминално владење или ќе дадат шанса за живот во Македонија, за подобар живот, за повисоки плати и за подобри работни места. Во нашиот план за живот во Македонија планираме просечната плата во нашата држава да порасне до 30.000 денари, за да понудиме шанса на голем дел, најголем дел македонски семејства да можат и да ги платат сметките, и да ги растат своите деца во нормални услови и да ги обезбедат сите главни продукти за нормален живот. Тоа ќе го постигнеме на тој начин што ќе ја зголемиме минималната плата на 16.000 денари и што ќе ги поддржиме домашните фирми со 140 милиони евра за да создаваат работни места, меѓутоа и за да обезбедуваат пристојни плати. На 11 декември гласаме за бројот 4. Гласаме за промени и за живот во Македонија.